Каде се до сега? Михаела секогаш доцни. Не ги доаѓаат. Сега баш ме интересира какво оправдание каде. Здраво! Пак доцните. Па мајка ми пита направи. Па што има тоа врска? Па моравме да јадеме. Вие пита си јадете, а ние си дремеме овде. Баш убаво. Добро да е важно дојдовме. Не го Емре доаѓа. Здраво, дечки! Здраво, Емре! Ајде да одиме. Дечки, слушнавте за наградното прашање на Тинтири Минтири? Какво прашање? Наградното прашање е: што е тоа што го има на Венера, Јупитер, Сатурн и Марс, а го нема на Земјата и Нептун? Појма немам. А која е наградата? Не кажа што е наградата. Рекол дека и потрагата започнува со 4 црвени балони. Море глупости. Ти веруваш во наградни игри, Бог да чува. А ти не веруваш во наградни игри? Се разбира дека не. Што? Не разбрав. Повтори го прашањето. Прашањето е: што е тоа што го има на Венера, Сатурн, Јупитер и Марс, са го нема на Земјата и на Нептун? Ајде одиме. А дали вие го знаете одговорот? Видете, црвени балони! Како во наградната игра. Ама овде има само 3, не 4. Ве реков дека измама. Ена го и четвртиот. Во мојот балон има нешто. Во мојот има нешто. Во мојот нема ништо. И шо, сакате да кажете дека има некоја трага во балоните? Глупости. Сигурна сум дека има нешто, ама не знам како да го извадам. Ја ќе го дупнам да видам што има некој ливче. Мапа, пола мапа. Ајде дупни го и моје да видиме што ќе излезе. Ајде. Видете клуч. Чекай да видам. Мапата не е целосна. Ама ова е мапата на паркот. Види, овде има обележано патека. Оваа патека некаде води. А клучов? Зашто може да биде клучов? Ќе си го ставам у джеп. Ајде видиме патеката кај ќе не однесе. Тука завршува мапата.
Еви, реков, тука нема богатство, значи измама тука нема ништо. Откај знаеш, може има тука нешто. Тука нема ништо. А може би тука има нешто? Книга. Мапа? Ова е другиот дел од мапата. Сега мапата е целосна. Тъфи глупости. Драги гледачи, внимателно погледнете оваа мапа. Доколку знаете што точно се крие на обележаното место или доколку го знаете одговорот на загадката, пишете ни во приватна порака. Кој знае, може би ќе освоите некаква награда. А во следната епизода ќе видите што ќе се случи. Дечки, каде отиме? На кај центар. Тоа е нака. Денес ми е најтажниот ден во мојот цел живот. И како може да ти е најтажниот ден? Кога денес ти е роден ден? Роден ден ми е, на никој не ми се јави да ми честита, на никој не му текнува. И па ако не им текнало на нив, јави им се, ти подсети ги. И па ај ќе им свртам. Еве го, Марко ми спушти. Ај ќе вртам на Јана. Сврти им. Дечки, Вања звони, што да правам? Изгаси, изгаси! И Јана не дига. Ете ти реков. Да, јас ќе оставам реално. Сако. Еј, дечки, ја мислам дека многу ќе изредуваме Вања. Еј, Димитар, викни ја Вања да дојде. Јадењето до каде? Па еве го, уште малце има. Еј, Димитар ме бара. Ала, Димитар. Ало, Вања. Ајде дојди кај нас. Молам? Дојди кај нас. Добро, ајде. Чао. Ајде, пријатно. Што ти рече? Па ме викна да идам кај нив на гости. И па добро да, тогаш еве ти пари, купим сладолед. Може пат може ќе им текне. Ајде, тоа. Здраво, дечки. Еве дојдов. Што се мрди? Вака? Леле, изненадувањето! А кој изненадување? Среќен роден ден, Вања. Ала ти. Ова требаше да е роденденско изненадување. Што е ова? Ова за мене го направивте? Да. Па да, твоето омилено јадење, ама ми загоре. Ви благодарам, нема врска, ајде дојдете, јас денес ве честам сладолед. Ајде! Ајде да одиме. Види колку гардероба, а ништо од ова не ми треба. Ништо од ова не ти треба. Да? Гледај преубава облека имаш. И па еве, например, ова како ќе ми стои? Преубава. Дуф, катастрофа. Никако. Добре. Кант. А ова? Преубава. Гледај мај светкава. Уф, како не. Ова, значи, само зашто го има исто, значи, Вале, Валентина, ја нема шанси да го облечам. Нема шанс. А ова? Одлично. Преубава. Леле, бе, па сега не можам ни ова. Види какво ичне е у мода. Некои деца немаат што да носат, а ти видиш како правиш. Ако сега не ми треба, никога не треба. Е така. Оф.
А ова? Преубаво ти е. Црвена боја има, целото е црвено, а ти обожаваш црвено. Како па да не, види колку е грозно. Ако ги фрлаш, барем да им ги на тие што немаат. Нема ништо, само една боја и 2-3 букви, никако. Значи, никако. Не ми треба. А ова? Одлично, црна и розова боја одговараат. Ух, види го, значи, знаеш, после дека ја мразам црна боја и уште ова па ја да го носам. Дадо, многу си пребирлива. Ето сигурно ја не оди отпрема. Лана, што правиш? Надвор пола сат те чекам, се смрзнав, значи. Еве, значи ја немам што да облечам, ништо немам, све испофрлав. Како немаш што да облечеш? Види колку баби алишта имаш. Многу. Пола нив не ни знаат дека сум ги имала. Леле, колку се убави овие тука. Зошто овие не ги користиш? Види колку се убави. Тоа тебе ти убаво. Тоа пред 5 пројде у мода пред 4 години, пред 4-5 години. Види, ова секогаш го носиш и највеќе ти стои. Зошто сега не го облечеш? Види колку убаво ти спуцаме. Па зашто секогаш го носам и веќе сите ќе мислат леле оваа нема ни една друга облека. И ова е многу убаво да ти. Земи го тоа ако сакаш и онака ќе го фрла. Еј, може ли го даш? Па не ли ќе фрлаш? Па добра, идем. Окей. Може и ова да го дам? Па добра. Се предлагам се. И за ова се предомислиш. Лана, што правиш? Пред малку рече дека ќе ги фрлаш. Па се предомислив. Ми треба, значи, не можам ја секој ден нова мајца да купувам. А кај ги носиш алиштата? Мој си се! Добра. На, чувај Ники, ајде. Да не си ги дала на никој. Не ги дам. Ајде. Visok je i slab, ne zna da peje, recitira rap, no s oči mi se smeje. Simpatija me vika, so mene se pali, so drugi se slika, a mene mi se žali. Ej ti Matej, gdje se pravi taka, simpatija se čuva, simpatija se saka. Ej ti Matej, gdje se pravi taka, simpatija se čuva, simpatija se saka. Voziški mi krade, dava ma fini, srce neke da dade, krije pogled od oči sini. Ljubav ta ne je tajna, ljubav ta je sila, mudrost je to je trajna, od svakoga štaka biva. Ej ti Matej, gdje se pravi taka, simpatija se čuva, simpatija se saka. Ej ti Matej, gdje se pravi taka, simpatija se čuva, simpatija se saka. Ej ti Matej, gdje se pravi taka, simpatija se čuva, simpatija se saka. Ej ti Matej, gdje se pravi taka, simpatija se čuva,
Што правиш ти тука? Ништо бе, Чичо, те чекам. Што ти ми рече дека ако дојдам, нели, на време, тогаш каснаме, сега дојдов малку порано. Колку порано, од кога си тука? Па, саат и 42 минути. Па таман, за ништо да не си препознам ова како туѓа работилница да е. Господа човек, да бе. Чекай, а како влезе? Па, преку прозор бе, Чичо. Како бе преку прозор море дете на втор Така, спрат сме? надвор. Од надвор? Ах, Црнов, внуче мое, бе, а бе, како најде, бе, од прозор да се качаш, па ти знаеш ли, бе, сега полиција ко те фати? Ке лежиш в затвор, на мајка ти шо да ја кажам, бе? Си земал боксерски ракавици, бе? Мама ми рече, Чичо, дека прошлиот пат се изгревав. И сега ми рече да земам посилни ракавици, јас со овие ги земав, најсилни беа. Боже. Уф. Ти ли го направи ова кафева? Не бе, Чичо, тука беше. Отров пелин. Ајде, сега, седи таму. Тука? Да, на тоа случајто Тука? седи. Да, јас ус работа ќе ти објаснам, ќе ти ги откријам тајните на дрводелството. Односно, сега некои што модерно го викаат столарство. Значи, кај ми е метрото, бе, тука беше. Ето ти го, Чичо. Да, ете ми го. Па си го видов јас сам. Значи, слушай се. Внимателно слушай. Со дрводелството се занимавал и самиот Господ Исус Христос, да знаеш. А, значи, тој ја има направено иконата дома мама што Абе, има? Значи, ако се занимавал Господ Исус Христос со дрводелството, што е дрводелството? До давно е дрводелството. Старо е многу. Старо е, да. Ама ако се занимавал Господ со него, значи е Блага работа. Блага работа, да. Блага. Абе, благословено, разбираш, кога се занимавал Господ, добро. Ајде, вади кацигата, вади тоа калките. Не мора, Чичо. Не мора. Како бе, не мора да си комотен. Тука треба да работиш, да си подвижен, што ти да дремеш тука да седиш. Чичо, мама мене ми рече да се заштитам при работа и јас земав се заштитив. Леле, море, Господи. Така ми рече мама како ќе кажа. Мама, како ќе рече, бе, таа мама твоја више, сестра ми више, ама више. Абе ти, злато, тебе ми ти фали даскичка во глава, знаеш? Затоа мама ми рече да си земам кацига за да не ме удри даската по глава. Да, не дај Боже да не се намести. Добро, и мајка ти фино, добро, одлично. Ајде. Плюс да не ме тегнеш за уши. Слушај, Да. извади ги барем тие боксерските, бе, аман треба да ми помогнеш тука, гледај што ми Добро. се прави со оваквото. Ајде, бе, леле, мајко, мајчице, мајко. Фати таму. Абе, фати го побрзај. Господ, види го. Абе, фати го метрото. Така, косо. Абе, ваму се става, ваму. Пушти. Вака и тука држи сега. Овде? Тука. Овде? Стисни. Овде? Тука. И сега гледаш зашто се држи така? Ајде со другата. Може, Може, со другата. Значи се потегнуе. Зашто? Затоа што да можеш, види го бе. Значи, фати, со двата прста. Ама не Тука, овде. абе, да, тука. И другиот него. Ајде, Добре. добро е. Сега не мрдај. Ете, така. Добре. Пушти сега, пушти. Ајде. Ман, со тебе, се ми се расипа и ветро и свеми. Може да седнам? Абе, седни, ајде. Што добро, Чичо, добро, Чичино, добро. И се загуби ветрото. Ќе го поправиш, Чичо ти. Не, ја да го поправам, ти поправи го. Види. Ајде, дај ме. Значи, сега, ајде, Чичино, да те научи Чичо Нино Заум, да те научи тебе за столарството.
што ќе рече? Во столарството се почнува од Молив. ајде не си играј со тоа. Од молив. Од молив, така е. Од молив. Што тоа значи? Значи не се употребува креда, не се употребува фломастер, не се употребуваат водени бојци, се употребува молив. Се, ќе се запрашаш со твојот ум, зошто молив? Затоа што мината на моливот е од графит. А графитот е алотроп на јаглерот, ама тоа е сега ирелевантно. Битно е дека не се брише и не се размачкува од вода, така? Каква бе алотропе? Не ми тропа ало. Кој ќе се шкртне на даска, останува. Разбираш, остане, обележаш так X, врне дошт ти се овде како уработилница. Врне дошт и не се размачкува. Тоа е. Значи, исто како маркер. Абе, какви маркери, какви Црвени. цури. Бегај таму. Доста. Значи, јас сега ќе ти кажам. Ние столарите, ние што сме ербаб занат и сме се расправаме со овие, како да ти кажам, значи, кројачи, бе, они, сега не века они нешто, за таа занаетската поговорка, знаеш, 10 пати мери, еднаш пати сети. Доста! Абе, ало! Ме слушаш ли што ти зборам јас тебе? 10 пати мери, еднаш сечи, тоа Поговорка е наша поговорка. Чива наша? Наша, Чива ваша бе? наша бе чичо на дрводелците, на столарите. Така те сака, бе, слушко. На столарите, а не на кројачите. Они Моли нас. Оп. Како су ја направил под винкла, Доста више! Да се концентрирам треба, полека малку. Извини, чичо. Дај, Че поле. дај, нема полека, дај, ме умре, дај, ајде, дај да видам дупка, да видиш како се пуши. Значи, сега, што е битно? Кога ќе бушам, да не вибрира даската, разбираш? Да не вибрира. Што значи ќе треба да ја држиш цврсто. Ме разбираш? Не со прст. Раката напнија. Што ракавице? Па немаш ракавици, имаш боксерски ракавици. Седи, тука држи. Абе, кај си ја стајал оваа бурја, бе, нема зидови да бушиме, бе. Ох, тешко, бе. Абе, шо бе, ало? Еј! Шо бриш? Па мама ми рече дека сега можам една пред работа. Абе, каква... Дај му тоа, дај му тоа. Сакаш? Абе, како сакаш? Овој занае, за разлика од автомеханичарството, не поднесува алкохол. Не смееш алкохол никогаш во живот да чекне. Ич, ни капка. Разбираш? Значи, столарството има разни гранки. Не седнуј! Ај седни сега, чекај. Значи, столарството земи оваа борбашинова, стави ја таму, пази да си избодеш нешто. Кои сте вие? Што сте ви деца вие? Мамо, тато! Некој ни влема во работилницата! Деца, полека. Абе, што ги уплаши? Туса! Чичо, Што ги уплаши децата? Дечиња! Не се плашете! Абе, да бегам. како ќе бегаш ли? Абе, ова друга работилница е, бе. Господа, чува. Ја, немаше прозор во нашата оваа стана. Па и ние сме на втори. Hollywood se plaši i da deca naši tuku
Tintiri mintiri